Делчево, Берово и Пехчево во моментов се единствените градови каде нема регистрирано ни еден случај на сезонски грип и покрај 2322 случаи на симптоми на грип или потврден грип во втората недела од 2026 година. Но се уште сме во средната фаза, изјави денес на пресконференција доктор Драган Кочински од Институтот за јавно здравје. Во текот на оваа недела се уште сме на ниво на средна активност на вирусот на грип. Во однос на возрастната дистрибуција на заболените, најголемата возрастна група, односно од 15 до 64 години, е онаа група каде што имаме и најголем број на заболени лица, тоа се 1378, додека најзафатени, односно највисока инциденца се регистрира кај најмалите, односно децата од 0 до 4 години. Најмногу заболени по региони има во големите градови низ државата. Најголем број се регистрираат во Скопје, 556, понатаму имаме заболени во Тетово 308, Куманово 266, Охрид 202 и така натаму вкупно на 25 региони. Имаме и направено и анализа на регионално ниво во однос на активноста на грипот. Во 5 единици, во 5 регионални центри имаме многу висока активност, а тоа се Дебар, Охрид, Македонски Брод, Кавадарци и Неготино, додека во 4 имаме висока активност, средна активност има во 6 центри за јавно здравје, а во 7 се бележи сезонска активност на грипот. Во втората недела е регистриран и првиот смртен случај кај 75 годишна жена. Во текот на втората недела е пријавен еден смртен случај асоциран со грип. Се работи за жена на 75 години од Скопје, која што била хоспитализирана на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Кај истата се регистрирани коморбидитети и не била вакцинирана против сезонски грип. Кај неа е лабораториски потврдено присуство на инфлуенца А вирусот. Од регионите, само во Делчево, Берово и Пехчево нема заболени од грип. Од регионите, само во 3, а тоа се Берово, Пехчево и Делчево, нема ниту еден регистриран случај. Во сите останати 28 региони регистриране барем по еден случај на грип. И покрај тоа што од 40-та сезонска недела, односно до октомври до 11 јануари, регистрирани се вкупно 6147 случаи со грип или симптоми на грип, се уште нема препораки за продолжување на зимскиот распуст. За сега барем сме во една средна активност и тоа за сега не дава можност да даваме некакви претерани мерки кои што би ги зафаќале граѓаните, нешто како што кажавте вие, продолжување на зимскиот распуст. Сепак, ја следиме состојбата и доколку има било каква промена, ние ќе апелираме и ќе дадеме соодветни мерки. Кои се препораките од Институтот за јавно здравје? Тоа е избегнување на простории каде што има голем број на луѓе, посебно доколку се забележи дека истите имаат некакви симптоми на респираторно заболување, кашлање, кивање, да се со температура и слично. Понатаму тоа да се седи во да се проветуваат просториите, да се затоплуваат. Ако надворе ладно времето, слоевито топла облека, да се конзумираат витамини, минерали, природни цедени сокови, се она што би можело да го подобри имунитетот на луѓето, а доколку се заболат од грип или од некое друго акутно заразно заболување кое што е со респираторна симптоматологија. Доктор Кочински додава дека граѓаните треба да ги следат основните препораки за превенција, а во случај на симптоми најдобро е да останат во домашна изолација за да се заштитат останатите.